Карина Амбарцумијан Клоф е лице без државјанство кое живее во Соединетите Американски држави. Родена сум во земја која повеќе не постои. Таа е една од околу 218.000 луѓе во САД кои немаат државјанство во ниту една држава. Сега, Американскиот оддел за домашна безбедност вели дека поставува нови процедури за да се разјасни што значи лице без државјанство за целите на имиграцијата. Тие направија огромен чекор напред и во однос на препознавањето на луѓето како нас во оваа држава. Амбарцумијан Клоф е родена во Одеса, Украина, во 1988 година. Јас сум мешано етничко дете. Половина сум ерменка, половина украинка. И тоа беше проблем. Татко ми беше напаѓан поради етничката припадност во Одеса. Мајка ми имала спонтанен абортус во градот на татко ми, затоа што ја тепале на улица. Нејзиното семејство побегнало во Канада, а потоа се преселило во САД во 1996 година, каде што им било одбиено барањето за азил. Но дотогаш Советскиот сојуз се распадна во 1991 година, а Украина стана независна земја. Отидовме во Украинската амбасада за да ги земеме нашите пасоши и патни исправи. Ни рекоа дека не ме препознаваат како нивна државјанка. Лицата без државјанство во САД немаат правни документи или идентификација за да покажат кои се или од каде доаѓаат. Иако некои, како Карина Амбарцумијан Клоф, може да имаат неважечки извод од матичната книга на родените. Единственото нешто во тоа време што требаше да докажам беше која сум со истечен извод од матичната книга на родените од земја која повеќе не постои. Мојот советски извод од матичната книга на родените со копија од нотарски заверен превод. Тоа е се што имав. Други немаат ништо. И поради тоа, тие имаат потешкоти да најдат работа, па дури и место за живење. Тие се во неизвестност, но физички се внатре во САД и нема смисла да нема решение за ова. Соопштението на одделот за домашна безбедност ветува дека ќе наведе примери на информации и докази што можат да ги користат службениците за државјанство и миграција за да им помогнат на лицата без државјанство да добијат документација, како и зелена карта на САД. Многу пати најдувате на голем проблем со лицата без државјанство, каде што едноставно не можат да докажат дека се подобни за зелена карта, затоа што не можат да ги добијат документите од нивната матична држава. Но луѓето без државјанство исто така не можат да бидат депортирани, затоа што немаат држава во која да се вратат. И не постои меѓународно право кое бара луѓето да имаат државјанство во која било одредена држава. Некои држави ви дозволуваат да имате државјанство ако сте родени таму. Други земји едноставно не го прават тоа. Заклучокот е дека е многу лесно луѓето да останат без држава. Не е јасно дали новата политика на САД ќе им дозволи на некои лица без државјанство да добијат лични документи издадени од владата или овластување да работат легално во оваа земја. Амбарцумијан Клоф вели дека се надева дека насоките од одделот за домашна безбедност конечно ќе им помогнат на луѓето во неизвестност како неа.